Сите предрасуди и наметнати табуа се скршени во дизајнирањето унисекс облека. Celebrate Life беше во принцип крик на општеството во тој момент каде што се наоѓавме. Не дека сега не е, меѓутоа јас како уметник имав потреба да зборувам на малце поинаков визуелен јазик. Со самото тоа што ги коментирав случувањата во општеството, ми овозможуваше уште повеќе и повеќе да се изразувам креативно. Веројатно затоа и догура до 10 години. Се трудам и ликовите да немаат род. Значи, не ги представувам како машки или женски, него буквално ги представувам на одреден начин, затоа што сметам дека секој живот е еднакво вреден, секој род е еднакво вреден, секој има право на живот, секој треба да размислува и да го кажува тоа што го чувствува, да се осека како што тој сака, да се облака како што тој сака. Ова е навистина прилика за некои луѓе да се запознаат прв пат себе си, што е прилично добро. Не често имаме прилика да се посветиме на себе. Последнава година да не беше уметноста, не знам како ќе преживеевме пред се, слушајќи музика, подкасти, филмови, радио, драми, па дури репортажи новинарски, навистина ни помогнаа да го смениме нашето секојдневие. Затоа и don't forget to dance, или не заборавајте да танцувате, бидејќи кога танцувате ги ослободувате некои лоши работи, малте некао медитативна состојба на телото е кога танцуваш.